Се разбудивме поплавени, водата течеше од сите страни. Се јавивме во водовод, но не дојдоа да видат што е проблемот. Водата се уште тече и причинува голема материјална штета во нашите станови. Сведочи за телевизија Нова станар од зградата на булеварот Видое Смилевски Бато во Ново Лисича. Оштетените станари најавија и тужба до водовод, доколку не излезат конечно на терен и го решат проблемот. Екипата на телевизија Нова и лично се увери во штетата која што им беше направена поради водата. Ние живееме овде 11 години и досега не сме имале проблем со водоводната мрежа. Се случувало да повеќе пати немаме вода, меѓутоа еве денеска соседите кои што се пензионери не информираа, моравме да излеземе од работа, бидејќи има едно десетина стана кои што се поплавени поради прскање на сигурносниот вентил на бољерот. Најверојатно дека е пуштен преголем притисок од страна на водовод и сигурносните вентили не можеле да издржат. Ова се случува само на досега. Спрема нашите информации, еве ги соседите тука се заедно со мене на спрат 5, на спрат 6, на спрат 4. На другите спратови немаме информација затоа што голем дел од станарите се млади брачни парови и се на работа. Се јавивме во водовод во 13 часот, екипа од водовод ниту ја има да дојде, ниту да даде одредено објаснување, меѓутоа како што знаеме јавните претпријатија кај нас се однесуваат многу ноншалантно, иако ние како жители на градот Скопје редовно си ги плаќаме сметките за вода. Станарите се сомневаат дека утрово во станот на пензионери од зградата дошол човек кој се представил дека е од водовод, им го сменил вентилот. Не им покажал легитимација, но им наплатил 1000 динари, а не им дал ниту потврда за услугата. Никаква ниту потврда, не знам дали дури имали идентификација, дали е од водовод или не е од водовод, што е можеби погрешно, дури затоа што ако бил од водовод, се разбира дека требал тоа можеби да го наплати бесплатно, затоа што притисокот го пушта водовод и треба одговорноста да ја сноси јавното претпријатие водовод. Станарите од поплавената зграда цел ден чекаат да дојде некој од водовод и да го санира дефектот, односно проблемот со високиот притисок на водата во цевките, поради кој доаѓа до пукање на истите и неконтролирано протекување вода, која веќе им направила голема штета. Во меѓувреме, побаравме одговор од јавното претпријатие Водовод и канализација. Ни објаснија дека се запознаени со случајот, ама дека менувале вентили само во шахтите, но не и во домовите.